Почитувани, СДСМ продолжува со усвоенувачката и земи или остави погубна стратегија кон тутунопроизводителите. Социјалдемократскиот сојуз повторно се изживува со маката и потта на тутунарите, но и дрско го злоупотребува и потценува нивниот труд. Токму Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев ветуваа и се уште ветуваат висока, сигурна и загарантирана цена на откуп на тутунот, но повторно по кој знае кој пат безсрамно лажат и се поигруваат со тутунарите. Од тука сакаме да ја информираме јавноста дека токму поради тоталната негрижа и неспособност на владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и катастрофалната состојба со откупот на тутунот, претеничката група на ВМРО ДПМН денес поднесе информација до Собранието на Република Македонија со цел подетално запознавање на јавноста и решавање на овој проблем со кој се соочуваат тутунарите. Имено, состојбата со откупот на тутунот во моментов е крајно драматична и срамна. Откупот е во хаос, а тутунарите се принудени да го даваат својот тутун за рекордно најниската откупна цена по 2005 година. Повторувам уште еднаш. Откупната цена во моментов буквално е најниската цена за откуп на тутун во последните 15 години, срамно, жално и безобразно. Исто така, наместо навремен и регулиран пазар, постои безредие, наместо добар почеток на предоткупот, се соочуваме со слаба динамика во превземањето на производството, наместо исполнување на ветувањата дадени лично од Зоран Заев, повторно лаги и непочитување на договореното на одржаните состаноци. Наместо достоинствена откупна цена, се уште имаме неприфатливо ниска просечна откупна цена, со што и понатаму се потценува трудот на тутунарите и се грази врз нивното достоинство. Очигледно овој процес е во безизлезна ситуација, во кој власта на Социјалдемократскиот сојуз, освен безброј јалови состаноци и притисок врз тутунарите, не превзема апсолутно ништо со што би се стабилизирал откупот, би се добило честна и реална проценка на квалитетот на производството, но и најважното, би се достигнала задоволителна откупна цена од 200 денари за килограм тутун, која впрочем е барање на самите тутунари. Дополнителен проблем е тоа што илјадници семејства и тутунари кои живеат од ова производство немаат каде да го продадат својот тутун, затоа што има над 3000 тони тутун за кој немаат склучено договори, како резултат на неорганизираноста на власта. Очигледно, арогантноста, негрижата и неспособноста на власта се главниот проблем, а не решението за маките на македонските тутунопроизводители. Тутунарите се соочуваат со екзистенционален проблем, а власта мува не ја лази. Власта не нуди никакви конкретни решенија, туку само привидно и површно покажува дека нешто работи и сака демек да помогне. Власта само одолговлекува, уценува и се изживува со вредните раце на тутунарите. Токму затоа, како одговорни пратеници од ВМРО ДПМН, кои овде во собранието представуваат и застапуваат речиси половина милион граѓани, загрижени за оваа тешка состојба во која што се наоѓаат тутунарите, пред да биде предоцна, пред тутунот да скапе или да се уништи, но и пред тутунарите да останат без своите тешко и со пот заработени пари, јасно и гласно бараме и предлагаме итна владина седница, на која што ќе бидат усвоени следните мерки со цел конечно да се стави крај на маките на тутунарите. Прво, зголемување на субвенцијата за тутун за 100%, односно од сегашните 60, 70 и 80 денари за килограм откупен тутун, субвенцијата да биде 120 денари за трета и четврта класа, 140 денари за втора и 160 денари за прва класа, со што ќе се надомести разликата во цената. Пари за оваа мерка има доволно, доколку се скрати во буџетот од непродуктивните трошења и луксузи. Второ, државата, односно владата, да интервенира со обезбедување на дополнителни финансиски средства, потребни за откуп на произведената количина тутун, останат без договори, да ги насочи кон тутунскиот комбинат Прилеп, кој ќе биде задолжен да го реализира откупот на недоговореното производство на ориентален тутун, се до последниот лист. Под број 3. Во итна постапка да се изврши измена на законот за тутун и тутунски производи, со која ќе се врати старото законско решение, односно ќе се забрани увоз на тутун
за домашните преработувачки капацитети со единствена цел да се преработува ориентален тутун од домашното производство. Четврто, ревидирање на мострите на ориентален тутун во соработка со овластени и стручни представници на тутунопроизводителите, откупувачите и Министерството за земјоделие, со што би се олеснила линијата на проценка на квалитетот на произведениот тутун и би се зголемила висината на просечната откупна цена. И петто, инспекторите од Државниот земјоделски инспекторат секојдневно да бидат распоредени на откупните места за да го контролираат процесот и текот на откупот, заедно со поверениците кои се поставени во заштита на интересите на тутунопроизведувачите. Колку за подсетување, владата, согласно Законот за земјоделство и рурален развој, нагласувам, имаат обврска во случај на пореметување на пазарните односи и разлика во висина на откупната и производната цена, директно да интервенира во стабилизирање на пазарот. Владата мора, повторувам, мора по секоја цена да го штити домашното производство и мора да го штити интересот на тутунопроизводителот, а не интересот на одредени бизнис групации. За ова, владата е обврзана со закон и мора така и да делува. Од тие причини, поради итноста, сериозноста и сложеноста на состојбата, апелираме до власта да ги почитува законите, да има слух и разбирање за овој проблем на тутунарите и очекуваме и бараме оваа информација да се најде на првата наредна седница, согласно членот 69, став 3 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Доколку владата, предводена од Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, има искрена намера и сака да помогне на тутунарите да си ги добијат заслужените пари и конечно нивната мака и труд еднаш за секогаш да престанат да бидат погазувани, подценувани, таа мора веднаш и сега, без никакво одлагање, да ги усвои овие предлог мерки. Воспротивно, тие уште еднаш ќе покажат и докажат дека се влада само на одреден привилегиран круг на бизнисмени и лица блиски до власта, која работи на штета и против интересите на тутунарите и на сите граѓани на Република Македонија во целост. На крајот, јас како пратеник на ВМРО ДПМН, кој доаѓа од Прилеп, ве уверувам дека Прилепско и прилепчани ова понижување и газење врз трудот и маката на прилепскиот тутунопроизводител и македонскиот земјоделец од страна на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев нема никогаш да го заборават, нема никогаш да го простат и на следните избори, верувајте, силно ќе ги казват. Ви благодарам. Прашања? Ова е обид за спречување на очигледен криминал, кој власта се обидува и сака да го направи за да исплати 33 милиони евра незаконски, неуставно со воведување на постапката во собрание како закон за решавање на спор помеѓу владата и МАК Петрол. Пратениците на ВМРО ДПМН ниту имаат зошто, ниту сакаат да бидат соучесници во ваков криминал. Овие кои тоа го одобруваат и ќе го гласаат, нека му служи на чест. Од денеска, ако го направат тоа, и за мене се соучесници во криминал. Но имате ли и за амандмани на други законски решенија? Како мислите, дали е голем парламентот вака да функционира? Што ќе постигнете? Па за другите прашања ќе морате да зборните, бидејќи ова пресконференција е тематска, ќе морате да зборните со координаторот на пратеничката група. Други прашања?